за овие старија генерација сигурно не сме добар пример. Они ово не разумеju, а ови млади да. свакако разумеju. Јас едноставно не можев да речам мама. И сум вежбал со мојата мајка со месеци, значи со години, значи нема што не сум пробал. Колку часови ти фалат во денот за да можеш да завршиш се? Луѓето судат, и ќе судат и суделе, сваќаш, така да не ми е битно, ако ме сакаат, нека ме сакаат, ако ме мразат, нека ме мразат. Чекай, ти мене поставиш питање, ја ти дам одговор и ти ме не разумеш. Многу ми е битно некој да ми каже не. Ја ќе ovo прави да мимуjem самог себе на интернету. Знаете, понекогаш сите носиме маски, но затоа вечерва ќе ги извадиме. Добро ви вечер, Македонија. Емче, ги вадиме маските? Да, сега, ајде. Ако не ни летна трепките, добри сме. Трета сезона, ново студио, нова енергија, нов тим, нешто што допрва ќе гледате. Она што сакам да го кажам е дека сум среќна што заедно ќе продолжиме да испишуваме нови поглавја и што ќе започнеме уште една успешна приказна. Сега, мислам дека може да си седнеме на своји места, така Емче? Да, и така. Третата сезона ја започнуваме со гости кои што ретко се појавуваат пред камера, односно третата сезона ја започнуваме многу јако и со машка енергија. Па затоа мислам дека со еден огромен аплауз најпрво ќе го поздравиме, ќе ја поздравиме маската што го освои Балканот. Девито во Стар Шоу, повели Девито. Малку викам да не те плашам. Не, супер. Ајде, повели седни си. Како си денес, еве вака во наше студио за прв пат? Одлично, супер. Одлично, супер. Да. Кажи ме, ние сега се потрудивме малку да бидеме во твоја кожа, да се ставиме во твоја кожа. Ставивме маски на лице. Искрено ти кажам, 2 минути максимум. Како успеваш? Моја маска е болја. Па, зошто не ни даде маска за најавата? Добичеш маску и ти и сви остали кои буду дошли на концерт. Може, договорено. Јас ги купив специјално од Кипар само за денешното снимање. Чим е с Кипра мора да е добра. Мора да е добра, така е. Те нарекуваат милионер под маска. Сега, дали е тоа од начинот на живот кој што го живееш, дали е тоа од скапите спотови, можеби, кои што ги правиш, или можеби се плашиш луѓето да ти бараат пари на заем, па затоа си ставаш маска, кај се парите, не се знае. Па носи маску затоа што тако ми одговара и лепо ми се слажу за аутфит. А и због ових останих разлога кои си наведа. Најмногу за да не ти бараат на заем, така? Да. Нешто слушнав дека правиш некој голем комплекс во Златибор, кога сме веќе кај милионите. Не знам ова дали сакаш јавно да го кажеш, не сакаш јавно да го кажеш. Нешто со 750 стана, вистина е, не е вистина? Истина е, наравно. Ке не поканеш ли? Па тоа е више нешто приватно. Па добро, што има врска, можеш да не поканеш да бидеме гости. Ето, кад буде било саграđено, дојдите да будете гости. Ајде, само да те поздравам, не сакам да ти биде непријатно. Не, си окей. Само мал почеток. Тука ќе направиме мала пауза од милионите, затоа што ние секако имаме и друг гостин кој што многу ретко се појавува пред ТВ екраните. Односно, имаме еден млад музичар, македонец кој што ги руши стандардите на музиката кога станува збор за нашите простори. Затоа ве молам со еден огромен аплауз да го поздравиме нашиот пајак. Ајде, повели. Како си? Супер. Убаво ви е сега тука. Студиото ни е ново, пофалете ни го.
Ако ви Добро се е, допаѓа, добро ако е. не ви се допаѓа, никому ништо. Добра енергија, добра. Да, не. Не сум бил во прошлото за да знам како. Ти беше поканет многу пати, но тоа не е тема на муавет сега. Ќе ја изоставиме затоа што почнавме нова сезона с убава енергија сега. готово. Може така? Може, нормално дека може. Се знаете ли меѓусебно двајцата? Да. Имате соработка некоја? Не, Сега или? нема. Па, полако подучил. Да. А, добро, Смирен. извинете. Девита, знаеш ли колку нозе има пајакот? Колку? Нозе има пајакот. Што значи, колку многу има пајак? Да. Што не разумем? 8 има. Јас ќе одговарам за него. А пајак и Брат, паук? Да. Да. Колку пајак има на... Па добро, имаме тука мала, ако нешто не ме разбираш, Добро. затоа што јас зборувам некогаш. Не, разумем, Многу него брзо. нисам разбрал. Многу брзо му зборуваш. Да, али нисам знал да е пајак паук. То нисам знал. А што мислеше дека? Па мислам да е пајак презиме. Не, брат. Не, пајак е паук по ваше има 8 нозе, па јас тука пајак еве би сакала да го прашам во кој вид на пајаци би се ставил? Во отровните, во тие што се мали, големи? Па во тие што плетат пајажина, не знам, само што работат. Зошто? Па дека работам, не знам, таков си. Паук доноси паре. Да. Среќа. Еве, милионерите кажуваат. Ние само слушаме, значи, што треба да почнеме да плетиме пајажини? Па да. Двајцата, младата публика во обожава буквално двајцата. Вашите песни, она што го правите кога се појавувате на настап, буквално младата популација, особено, лудува по вас. Дали пример сметате вие дека сте добар пример за младите? Еве ќе почнеме од тебе, па ќе се надоврзам со Па, Девито. според мене целата музика што ја правам мислам дека е добар пример и мислам дека треба да ја слушаат. А за некои работи пример имаат секакви песни во денешно време, тука се одлучуваат ти родителите реално, секој си артист кој артист. Што си прави таква музика, тој си прави таква музика, сега твој дали ќе ја слушаш или нема да слушаш. Точно. Добро. На крај на денот. Девито, ти што мислиш на ова? Па, за овие старија генерација сигурно нисмо добар пример. Они ово не разумеju, а ови млади Млади, да. свакако разумеju, така да сви смо у складу с временом. Така да, Ти нешто и правиш бебито, така? Ако добро го Да. слушнав, тоа е нешто за млада, баш под 18 години. па тоа е за децу. А, за деца. Да. Јас Добро. послушам за ова, не знам. Еве, може да ни каже ако сака. Слободно. Шта? Па еве, кажи ни за конкретно за тоа што планираш да го правиш. Па не, да тоа, слушне ајде, македонската публика. ние још ни, да кажем, у фази да ќе да се избацува још увек, тоа ќе бити у наредних неких годину и по дана, така да припремам тај неки албум за децу и тоа е тоа у суштини. Не бих пуно откривао, биќе занимљиво, бебито, мала беба со маском, интересантно. Cool. Девита, за себе имаш кажано дека си работохолик. Дали можеш да се сетиш на твојот прв хонорар за работа? И каде било тоа? Што прво си работа? По-давно, пре 15, 16, 17 година, не могу се сетим више, средна Баш школа или крај основна, така да... Нису то неки пари били, ali su Па dobri. добро, сите почнуваме од некаде, не може... Tako je, tako je. Да, реално. Bile su slatke, nisu bile velike. Па добро. Секоја се сладки. Зашто? Нормално. Да. Си имаш ли некогаш пример срамено од нешто што имаш работено до сега? Еве сега во моментот пример да ти е срам. Pa u suštini sve što sam radio kao Devito, možda bi mi bilo sramota kad kine masku, ali zato i nosim masku da me ne bude sramota šta god da radim, tako da... Јас не би рекла дека тоа е Да. вистинскиот одговор. Се срамиш од некоја работа која што си Ne, работел? ne. Ти па многу си млад, си работел нешто друго со Све сум музиката? работел, све, кошанке. A, ja, да. izvini, molim te, sad što prekidam. Ne. Ti si me pitala da li sam radio još nešto Дали си работел уште нешто? što me и sramota дали- od да, nečega. да, Nisam razumeo pitanje, molim te, izvini. Nisam radio ništa čega me je sramota, a radio sam sve i svašta, u suštini. Кажи некоја интересна работа. Pa već sam pričao o nekim emisijama, tipa radio sam u nekoj biciklističkoj radnji i nemam pojma, popravljao bicikle kao klinac, radio sam u fotografskoj radnji, radio sam radio sam dosta tih nekih poslova, Секоја Нормалних работа послови. која Да, така. нормално, да. нормално, да.
Секоја работа која што си е честна работа, исто која Нема што честно срам од се работа, заработува, зашто се? нема зашто да се срамиме, точно. Сме работеле во живот. Не постои Да, да. Мислим, срамотни посој е само онај кој ни е окей. Така да, Точно, се согласувам. Пак ти си мал, ама ми кажа дека имаш работено и ти некои други работи, Јас што? сум работел ко шанкер, ко мијач на пајнци, на чаши. Иначе сум работел од 14 години. Да. Од 14 години? Ме зеде брат ми, прво работев на Golden Beach Охрид, не знам дали знаеш. Да, знам. Да. Миев чаши прво, па после се научив шанкер и па шанкер бев. И добро, после како ти дојде музичар да бидеш? Па не, мене од секојаш ми било така нешто да се занимавам со музика. Само што никош не знаев дека ќе стигнам до тоа ниво. Реално. А Девито, тебе примерете од како кажа тоа за поправање на велосипеди и сите тие други работи. Како ти текна да бидеш музичар? а као клинец во основни школи са другом слушамо стране реп песме, нама се то свиѓа, пишемо риме и као ај ми да пробамо и типа дали био 50 Cent или Exhibit или тако нечи бит. Само смо пробали, снимили на касету и тоа е тоа, у суштини тоа е била нека 2005-6 година. И ја од 2006 рецимо до 2009-10 сам снимал код куќе, снимио преко 100 демо снимака и после тога сам ушол у студио, кренуо да ради музику и ја ради музику скоро за годину и по две ќе бити 20 година. 20 години, значи Да, така да. почнуваш од само слушање на други. Па јас сум на Сите тој сме мејнстрим почнали, сцени да. 5-6 година, на мејнстрим сцени, а иза тога постои Да. добрих 15 година рада на музици иза кулиса, што се Ова каже. не сум го знаела, ни за тебе, а ни Сите Паја имаме кога што такви го има. песни. Свако, да. свако. А како почна ти, ајде, сакаше да ми кажеш? Па не, јас исто така кај едно другарче мој имавме едно микрофонче мало. Genius. Не, онај Тана Грисина. на AliExpress, брат. И као сега, тоа што го спуштив као сега прв пат FL Studio. Тоа е иначе програм за музика, тоа Така. сега се користиме Cubase. И снимавме демоа, не знам, едноставно правевме музика, ама правевме музика за нас. Јас имам иставено пред Hellboy може 5 песни, што се уште на YouTube. Ама никој не ги дознал тие, сеќаш. Да, па добро, не за да дозна некој песна треба и малку да се експонира, како и да е, мислам и треба Нормално, името да. самото да си дојде. Тоаш бев научите деца реално. Како деца не знаеш што е добро, што не е добро, само Сега- си ваѓаш све што сакаш и тоа. Сега пример да си го вратите времето наназад, би почнале ли повторно да се занимавате со ова? Да, јас да. Па нормално како иначе ќе се изградат другите работи или имаш некоја друга работа која што се занимаваш или само конкретно е Па имам, али не сакаш да не зборуваме би за тоа тоа. нешто Добро, спомнил, да. ајде. Може да зборуваме, сега ме интересира вака. Па сакам тебе да те прашам. Пример, имаш висок степен на самодоверба или некогаш знаеш да се посомневаш за нешто во себе, дека можеби не си доволно добар? Види, тоа е сосема нормална работа, мислам дека кај секој човек, а немам достигнато такво ниво кај што имам скроз доверба за све, секојаш некош си се запрашувам за по 2-3 пати за работи како и да, и тоа е нормално, мислам дека. Мислам дека сега во овој момент сум стигнат до некој левел. А знаеш зашто те прашав ова? Некада во некој интервју те слушнав каде што даваш изјава дека некогаш се сумневаш дека луѓето воопшто можат да ја потценат твојата интелигенција и јас дури онака се запрашав зошто воопшто можеш да си го помислиш тоа? дека имам говорна мана, да, дека дткам. Но што има Па тоа не, врска? знаете како користам многу прости зборови кај што не треба да се пример, пошто јас сум имал проблем уште многу мал со тоа. Некој знаат, некој не. Јас едноставно не можев да речам мама. И сум вежбал со мојата мајка, значи со месеци, значи и со години, значи нема што не сум пробал. И си додавам некои зборови, пример,
како се викат. На пример, тоа ќе се оставам кај што не треба да е. Пример, некој ќе ме праша дај ми име и презиме од таткот и јас ќе му речам Богослав, како се викат Настевски. Сакаш, морам тука да кажам некој збор за да се изјаснам. И мислам само заради тоа би сватиле дека би помислиле дека неам интелигенција или вокабулар, ама јас користам зборови кои што сум ги вежбал тие што користам секојдневни збор. Правиш многу повеќе од многу други луѓе, така што воопшто не треба тоа ни на крај памет да го ставаш дека е некаков проблем, се трудиш, зборуваш и многу повеќе, верувај ми, од тие луѓе што немаат никаква говорна мана, така што сакам да ти дадам малку поголема поддршка, почесто да излегуваш, почесто јавно да говориш, затоа што воопшто не изгледаш лошо. Можеби само во твојата глава тоа изгледа така. Да, не е така. Не, види, и во последно тој сватив, реално као сега луѓето судат, и ќе судат и суделе, сваѓаш, така да не ми е битно во последно, туку сакам да се представам тој што се сум, ако ме сакаат, нека ме сакаат, ако ме мразат, нека ме мразат. Ти благодарам многу на одговорот, нема зашто да ве мразат, правите убави работи. Девето, ти па некаде имаш изјавено исто на некое интервју дека немаш толку голема самодоверба кога немаш маска, но кога ќе ја ставиш маската некако како друг човек и одма тука добиваш на Ништо ко Спајдермен, ко пајак. Останем Спајдермен, разумеш? Да, дебито просто. А зошто пример еве во регулар животот? Не прашувам ништо конкретно, него само ме интересира зошто да се нема самодоверба. Мене тоа ми е прашањето. Јас некогаш не сваќам зошто луѓето немаат самодоверба. Имам природно самопоуздање, немам то неко лажно самопоуздање кое ми е затрована генерација, сви су егоманијаци, сви су најачи, најбољи. А реално нису сви, нити сам ја, нити било ко, сви смо људи. Така да, у суштини, добием тај неки лажни буст кад ставим маску. Без маски немам тај проблем. Па, некаде во некој наш разговор ми имаш кажано мене лично дека зборувавме за прегледи, за бројка на YouTube, за гледаност. И тука ми имаш кажано дека, пример, неколку милиони ништо не ти значат во прегледи. Сега збориме за Македонија. Дека стремиш на многу повисоко, да. Не се сеќавам на тоа, ама и во последно јас не ни се замарам веќе колку ќе има и што ќе има, може да сум го размислил тоаш. А иначе секоја песна мене ми е успех, значи нема врска колку има гледаност или било што, то за мене што сум ја исталта песна како артист е успех. А то дали ќе имала 50 или 50 милиони, да, на сите ни е битно да е песната хит, како и да е, пошто за тоа се трудиме. Ама на крај на денот имат песни по 500.000 што ги знаеме тука, сите ги пееме сите. Така да нема некоја... Точно. Нема некоја многу голема филозофија, само во бројката, ако некој не ја знае и не ја слуша и не ја пее песната. А да видите за тебе, пример, што представува успех и на приватно и на професионално поле? Дали таа бројка што ја спомнавме сега може да биде, не знам, мерило за тоа дали е нешто добро или не? Па тоа е, да кажем, ствар сваког поединца, свако има своје мишлење, а на крају крајева и јесте нека врста валидација колку си постиго нешто и колку е то квалитетно и добро то што радиш. И, што па ја каже, во сваком случају зависи колку има прегледа и колку постои публике за одреđenu врсту жанра или музике. Така да, мејнстрим песме кои су едноставне, просте и лако памтливе, one имају више прегледа и могу да доđu лакше до свакога, да оно nije bitan и број година ко то слуша и колико има година наравно, а ove neke specifičnije pesme pod nekim podžanrovima i tako dalje, one uglavnom imaju manje pregleda i to su neke pesme koje svako od artista radi za svoju dušu i za sebe, tako da зависи кад е каква песма. А за приватен живот сега не зборувам само. Што е успех општо за вас, прашувам? Да будеш среќен. Реално. Што ви предизвикува среќа? Еве, може да почнеме од Девито. Што ти предизвикува среќа? Што ти буди насмевка на лице? Што сакаш да правиш? Еве, пример, сега си дојден тука кај нас на ова снимање. Какви прашања сакаш да ти поставувам? Што тебе би ти представувало да се чувствуваш комотно? Па ја би искрено само да најавим концерт. Не може така, не те пуштаме толку брзо. Па си ме питала искрено.
Ali šta je za mene sreća? Za mene sreća mir, a to sam postigao maskom, tako da eto, to je za mene sreća i sve što ide uz taj mir, porodica, prijatelji i društvo, bez negativnih nekih energija i stvari i eto, to je to u suštini. Просто. На едно наше интервју пред многу години ми одговори на некое вакво слично прашање дека среќа што можеш да си отидеш после настап, да изведеш маската и да си одиш на базден без никој да те гледа. Никој да те знае поточно, да не те познава, да си уживаш. Desilo mi se na Ohridu, a verovatno je to tu bilo. Таму. Znači, završio sam nastup, video sam neke ljudi tu u prvom redu, neki u backstage-u, vamo tamo i otišao sutra dan na bazen i vidio sve te ljudi i ništa, ono, niko mi nije pravio. To je najdobro. Pored njih, meni je to bilo top. А тебе пак? Што те представува? Еве и тебе сакам да те прашам, што сакате да ви поставуваме прашања кога ќе дојдете во емисија за да се чувствувате комфортно? Не, јас сум се топ. Добро, драго ми е. Иначе исто што кажа Девито, сад тој си има маска, него му е лесно. Тој само си ја ваја и си е друг човек. Јас сум тој, сад тој. Си има цена свето како и да. Poznate ličnosti kad nisu u emisiji ili na nastupu, oni moraju da nose masku, u smislu stave kačket, stave naočare, kapuljaču, a ja nosim masku samo kad imam nastupe i emisije, ovako... Тоа ти е најдобро. Можеш да се шеташ буквално без ништо. Сега тука сакам вака пајак нешто да го прашам. Нека да слушнав дека девојките ти се голема мотивација во животот и она што го гледаш пример кај една девојка е првично карактер, веројатно тоа те задржува. Дали карактерот те задржи кај твојата моментална девојка која што ја имаш и дали пример ете со што те ќари таа? Па не види како идол секогаш ми е жена. Врв ево има почнем од мајка ми, значи мајка ми е мене идол. Сум учел од неа, сум гледал работи од неа. Мислам дека и на сите скоро ние. Кај девојка едноставно во моментална врска си најдов тоа што си обарав секојаш. А тоа е од нејзина страна карактер, кој што рече ти, почитување и најбитно од све да ја почитувам мојата фамилија и да ја блиска со мене. Тоа ми беше некој омилен дел што тоа ми требеше и многу ми е битно некој да ми каже не, например. Некогаш да те сопреме нешто. Па не ми треба таков човек до мене, знаеш, не треба некој што врска само ти вика да, пошто та знае на што сакаш да ти работам, како не? работам. Па не, као сега некој што добро ја му речеш на човек не, пример, ако греши, тако види дека не е добро нештото, не е само да се каже. Точно. Девето тоа не сака да го прашуваме, но јас пример нема да те прашам ниту за кој, ниту за што, ќе те прашам тебе само како личност, како Девито, тебе со што те освои сопругата. Иначе не знам дали знаете, но овој млад фраер под маска има сопруга, дека неколку години и сакам да те прашам само со што те освои. Не е ништо страшно да те прашам. Ништо, али... Со што те освои? Какви девојки сакаш, можете тоа да ми кажеш? Па... Као шта, физички изглед... Тебе што те привлекува, не знам. Па... То би оставio за себе, некако. Ма еве публиката, пример, има полно девојки што те сакаат. Може некоја ќе се пронајде, сега ќе кажеш, пример, сакам ова, тоа, зошто да не им дадеме малку да се почувствуваат убаво и на девојките. Општо те прашувам, не е ништо страшно. Чиме жене треба го слушаш тука, мислам дека да. Млади сме. Полако, видите дека не тука да чепкаш. Каков убав комплимент ни даде, ама нема врска, ако сакам да прашам, пример, ајде кажи нешто, слободно. Што ти се допаѓа, не е ништо страшно прашањето, ајде пушти се малку. 22 новембар концерт. Девита не открива ништо. Добро, ајде не ве прашувам за тоа како сакате да изгледате или што ве интересира, но еве Пајак има кажано дека би простил неверство. Сега го размислуваш ли тоа? Би простил? Тоа мислам дека сум го кажал на некој на 19 години, реално, што бе уште дете. И тоа мислам дека беше некој брз интервју, што повеќе прашање ќе одговориш во што повеќе време, во што помалце време, извини. И сум го кажал
така, не знам, на тие години може да сум размислувал така, не знам, ама сега од оваа гледна точка, не знам. Не би престел? Па, не знам, не знам. Можеш да ми одговориш на тоа. Сопругата може и да гледа дома, никој пак нема да знае за кого одговараш. Дали би простио превару? Да. Па, све зависи. Добро, Да, и тоа зависи како е. добро, да. Зависи каква врста превара. Да. Ако е лаж, опрости ви. Девито, ајде да свртиме малку на тема музика, да си се чувствуваш малку порелаксирано. Вчера излезе твојот нов дует и можам да кажам дека во новиот албум и немаше воопшто дуети. Да, немам дует. Добро, сега ова е нешто спремаш ново Нови дует... со Бајага. Аха, тоа е сингл. Тоа нема везе с албумом, тоа е само сингл песма и тоа е тоа. И, шок. Како се зове, Да. у сваком случају нешто другачие и ја некако увек покушавам да будем авангардан и другачи и да избацим нешто што луѓе не очекуju и на крају крајeva не занимају ме коментари ни добри ни лоши, едноставно ја то тако хоќу, така да радим оно што е мене страва и тоа е тоа. Така да и тоа проналази свој неки пут и своју неку публику. Новиот албум нема спавања, некако го направи по некоја пауза. Направи пауза во која што од првиот до вториот албум имаше баш долг период каде што ништо немаше. Па да, 2 години нисам ништо избацивao и онда сум само избацио тој нови албум. Опет могол сум да избацим после 6 месеци још еден албум со сличним песмама и сличним неким музичким правцем и мени тоа не е било интересантно и само сум тражio нешто ново што ќе мени да се свиди. Експериментисал сам, нити сам јурио нити хит, нити нешто што мора да буде вау. Само сум избацио нешто што е мени забавно. И тоа нешто што го изведе, направи бум. Па да, мислим, да, одлично е, јас сум презадоволен. Нисам очекивал ни оволико, така да, одлично. Добро, и Пајак спрема нешто, некада слушнав дека се спрема некој нов албум. Да. Слушнав дека ќе бил поразличен и мене веднаш ме потсети некако на Брисквица, она направи така некоја поразличен албум. Турбофолк. Да не биде и твојот турбофолк. Не, нема да е турбофолк, ама и да е турбофолк, што немам ништо против турбофолк, ја слушам турбофолк. Сум растел со такви песни, знаете. Иначе не знам уште склопувам песни, значи немам уште, не ми е составен, ама нешто ќе, не знам, сам нешто ново, нешто нов звук некој, да донесеме можда нешто ќе back in the time 2000-ти можда некој ќе имаме такви песни, не знам, во тој фазон, пошто во последно и тој и се слушам реално. И ќе видим уште работам, дека се извини, уште работам на неа. Добро, а двајцата имате дует со Теодора Джехверовиќ. Ти имаш повеќе дуети и ти е блиска пријателка. Теодора за тебе има секогаш кажувано многу убави зборови, затоа што те познава и како пријател и кажува дека ете, пример, не на сцена, приватно си многу културен, фин, пријатен, спонтан. Пример, еве, што ќе кажеш ти за неа? Како е твоето пријателство? Како ти го доживуваш? Со кој од естрадата се дружиш? Па не се пуно луѓе, али ето Теодора стварно од првог дана е била ту у сваком смислу за мене поддршка, така да што се каже ко браќа смо. Шали се. Ништа, поддршка од првог дана, урадили смо 2, 3 или 4 песме. Како се зове заедно, увек смо имали супер енергија у студију и приватно овако кога год се видимо нема шта, поштовање максимално, тоа е тоа. А ти Пајак, и ти имаше соработки, тоа баш интересна песна. Да, летна авантура, не беше заедно. Искрено, јас си работев и на нејзиниот албум со Напо и со Иваја, работев на една песна за незе, што е во албумот. Тој мислам дека прошлиот албум. Која песна? Не ни помтам како се викаше реално. Не ни помтам, некојаш јас се прам како се вика. Иначе, кул. Многу кул, да. Девито, мислиш ли дека Вуду може да ја замени некоја друга песна? Ете, конкретно за Теодора кога станува збор, за дует со незе.
да се песма замени, да биде некој други на Да песми. помине во гледаност, во слушаност, затоа што мислиш да таа нешто надмаши и да биде више од тога? Да. Па, мислим, као тоа увек може да се деси. Реално е тоа еден од највеќих успеха, нисам сигурен, ал у 2020 мислим да е тоа била у региону најслушанија песма сад. Да. Исправите ме ако грешам, а мислим да јесте. Јас дефинитивно ми беше не само слушана песна, туку си уживав секогаш и во таа и во напајаки Лара Бела. Ајде сега малку да се опуштиме, да направиме малку пауза, затоа што ние имаме тука и други луѓе заедно со нас кои што малку ќе не размрдаат, да не ни биде вака само монотоно. Може ли? Окей. Ајде да наздравиме сега прво со едно винце за опуштање. Гледате како јас се ја не тактички, пијам. тактички си правам. Да наздравиме, не мора да пиеме. Ајде да Ајде. Живели, еве јас ќе си станам. Живели, ние сме се куцаме. Ова ни се нашите Шато Ризов кои што го имаат навистина највкусното вино. Еве Паја го проба прииска, така што може да го потврди тоа. Тие се од самиот почеток заедно со нас. Тука секако ќе ги поздравам Аџико Хоум Центар. Аџико Хоум Центар имаат буквално се за вашиот дом или градина и Аџико Хоум Центар припремија подароци. Да ви то вежбаш? Помало. Помало? А се храниш здраво или не? Да. Ова да си правиш по едно сокче цедено, витамини малку, повели Пајаки Да. за тебе. Фала ти. Добро, по едно подароче. Тука секако сакам да ги поздравиме Микас, тие се грижат за нашиот изглед, но за вечерашниот наш изглед се погрижи мажот на Емче, морам да признам. Исто така, сакам да ги поздравам Аристократ кафе. Аристократ кафе е едно култно место во Скопје. Секој може од вас да си отиде на кафенце, на вас двајца ви даваме по еден виртуелен ваучер кога сакате, има отворена сметка, така што Супер, фала. сега мислам дека е време за нешто ново, затоа што имаме нови рубрики, затоа ќе ја поканам Емче да си ја представи рубриката сама. Повели Емче. Здраво Македонијо и од мене вечерва имаме двајца супер гости. Зошто? Ја ќе го прави да мимуjem самог себе на интернету. Оп. Ајде. Дај ово вино да попијам. Ке видиш. Ајде, може. Здраво Македонијо и од мене вечерва имаме двајца супер гости кои... Ама зошто? Брат, ти имаш маска лесно ти. Еј. Немој да му се смеете на девојчето. Јас се не смеам, стварно. Извини. Мој се лоте. Ајде, Емче, уште еднаш, трета среќа. Здраво Македонијо и од мене вечерва имаме двајца супер гости кои ја освоилија сената во Сабија, Македонија, а и целиот Балкан. Тој е познат по својот уникатен стил, мистериозен имидж и безброј хитови кои се искација на врвот на топ листите. Единствениот уметник кој може да носи маска, а сепак луѓето да го препознаат побрзо од своите дома. Девито, како чувствуваш денес? Супер радно, прелепо у Скопју, као и сваки пут кад смо били овде. Лепа енергија и овде у студио. Ви сте сви супер. Да, хвала на питање. Добро. И му се придружува звезда во подем која ја треше сцената со свој уникатен звук и енергија. Доаѓа од Македонија, но го фати целиот Балкан со својата мрежа. Некако се уште успева да изгледа упуштено.
Спајдаман Пајак. Како чувствуваш денес, Спајдаман? Јас како се чувствувам феноменално. Да. Искрено, да. Обкружен сум со супер луѓе, плюс тој ние дојден гостино од Београд, така да... Топ. Добро. Кога Србија и Македонија ќе се здружуваат, едно сигурно, никој нема да си оди дома порано. Ќе бидиме тука и на автопати. Океј. Ајде, па нека почнеме забавата. Спремни? Спремни. Или не, Девито? Зависи. Ајде, сега е време за мојата рубрика Брз ритам. Болje прича од мене, Македонија. Девито, ги прашав твоите фанови на Инстаграм кои прашања сакат да ти ги поставувам. Имам 100 прашања, но избрав само 4. Не, 5. Дали си спремен? Ајде. Ајде. Омилена македонска песна. Па не знам, срце ни е камен. Камен? Срце ни е камен. Срце Можда- ни е камен. Срам ви е да запеете? Што? Малку. Ја не знам како беше тоа. Срце ни е камен. Срце ми е камен. Тарарарарарарарата пута. Та-на-на-на-на-на-на. Не го знам текстот Тоа на... е тоа. Да. Ајде. Дали сатите што ги купи на место вередниски? Прстен се автоматик и ќе траат вечно или се со бактерија? Автоматик. Автоматик? Да. Не усари на батерија. Автоматик или бактерија? Батерија. Бактерија? Да, заборавија се. И само го се сетим у секунда. Дали имаш твој лисен Инстаграм профил и дали таму имаш слики? Имам Девито анонима. Имам слики, имам се. Запратите ме. Добро. Зошто на свадбата си имал сирн декорација? Зашто сам на свадби имал декорацију? Сирни. Црно. Сирна, извини. Па, тако ми се свидело, било е лепо. Не те разбира иначе. Го разбираш ли ово? Не. Чекай, ти мени поставиш питање, ја ти дам одговор и ти ме не разумеш. Дај ја теби да поставим некој питање. Како ćeš ти декорација да имаш на свадби? Јас немаше свадба. Па кога будеш имала свадбу, како ќе биде? Бело. Бел. Да. Све бело. Ја цел живот терам контру, така да јас сам ударио црно. Добро. Добро. Со која колешка си бил во интимен однос? Па, со свима, Не лаже, биди искрен. со свима. Со кој? Со свима, све ове женски уметници с којima сам снимал песме. Бил сам интимен, тоа требало да има емоција у песми. Не. А не интимен у кревету, емоција овако, Да, емоција. интимност у тексту, да Да. тоа има смисла. Не мора значи то в кревет. Тако е. Ево, јас сам и сад интимен овде, унел сам се лепо у разговор. Добро, благодарам многу, Девито, за твоите искрени одговори. И сега, Пајак, Спајдаман, ме интересира, зошто те викат така, од каде доаѓа името? Зошто не измија? Па не, сум го користел ова пајак, сум ги викал сите во 9 или 8 деление, појма нема, така нешто почна. Да викам сите пајак, пајач, и ме завикаа мене и ми стана прекар. И откако ми стана прекар, и откако почнав да се бавам со музика, првата песна која беше Hellboy,
И ме прашува да ме како има се подпишеш нешто. Јас им викам пајак. Така ми остана тоа пајак, реално. Да бев змија и може ти тоа ќе беше имеш, не може да знаеш. Од све може да направиш име, како и да. Да. Супер. Дали пајак е сингл? Не, Не сингл. не сингл. Кој е... Ајде, приватен. А сега имам спремна една многу интересна игра Добро. за вас. Диджејот... Каде е диджеј? Ево го тука. Ајде. Ќе пушта различна музика. Вие треба да играте, но да ги копирате визењата. Движењата. Движењата еден на друг. Друго нешто, кога се дајте Не нешто, има сакаат нешто друго. емче. Ај, леле. Ја могу да поновим тоа. Ај, леле. Какво Да, гости, не сака да и... Ајде, фала многу. Фала ти тебе. Ти благодариме, Емче, на прекрасните прашања, ти благодариме што ги расположи нашите гости. Сега имаме еден новитет што го воведовме во нашата трета сезона, односно за прв пат во Стар шоу имаме машки водител кој што ќе има своја рубрика. Па сега би сакала да го поканам Лука да ни се придружи, да ни се представи и секако да видиме со каква рубрика тој ќе се обрати кон нашите гости. Повели, Лука. Добро вечер, Македонија. Добро дојдовте, добро ве најдов. Јас сум Лука Пјатковски. Чест ми е и задоволство што денеска ќе присуствувам на Стар шоу. Најпрво сакам да ви се заблагодарам на сите вас, особено на Ивана за ваква прекрасна прилика. Тука сум со двајца супер гости, каде што верувам дека ќе си поминеме забавно и убаво сите заедно. Мојата рубрика имам неколку карти со мене, каде што ќе имам прашања, каде што ќе ги поставувам, интересни прашања, и ќе тие девето и пајаки треба да ми одговорат, ако може. Фер. Ајде, кој ќе почне? Од кој ќе почнеш, Лука? Кој ќе почне прв? Ајде, девето, можеш ти да почнеш. Шта ме узбуđuje највише? Па, зависи у ком смислу гледано, али највише ме узбуđuje кад правим нову музику у студио. Добро. Тај адреналин волим највише. Друго питање, сад ово би било добро да ми помогне некој да преведе, Ајде, помогни му, Лука. Чекај. да почнем нешто поново од нуле, ал Да. да изгубим Ако све. изгубиш све, да почнеш Ако нула. изгубим све, што имам? Дали би могол... ако дали би изгубим могол да све, опет дали почнеш из могу нуле? почнем Да, из нуле? да, да. Да, некој кој почне из нуле, увек може да почне од нуле и тоа сигурно без проблема. Добро. Колку часови ти фалат во денот за да можеш да завршиш се? Па 48 сати од прилики. У дану. Уште 48 ти фалат? Да. Уау, 3 дена, 1 ден, добро. Нема спавање. Нема. Па, Јас, може аха. со тебе да почнеме? Може. Ајде. Ако сакаш може да ги смениме праш. Може да му дадеш на Давито да ти ги поставува. Ајде. Ајде, Може, ајде, може, ајде. може. Да кажем на српском или на Како македонском? што ти душа сака. Дали би волел да живиш вечно? Па не, мислам дека реално никој не би сакал вечно. Стварно вечно би сакал. Па зашто да не? А шоку ќе се она све примерно, да речеме и кој ќе остани само ти. Ја мислам тогаш. Не можеш да умреш никогаш. Што ќе правиш? Досадно ги стана. Не знам, немам одговор. Јас Се не смене би. улогите, ова Давито поставува на Пајак, Пајак ме поставува мене, јас да си излезам ако не А надвор. ова е специјална емисија. Ја, да, мисля, да. Затоа е другачие. Да. Друго питање. Ајде, добро. Сад, која е најчуднија работа која
Sad ovo ne razumijem. Da li šta je hrana da si Некој си ја ukusio? вкусил. Da. Šta znači ukusio? Probao? Си пробал, да. Aha. Која е најчудната работа што сум ја вкусил? Маслинки, не ја на маслинки. I treće pitanje, koji savjet bi dao svoje deci? На моите деца? Da. Slušajte Devita i Paja. Да. Не, да, баш. Па, да почитуваат, да сакаат и да поштоваат и постари лица. Не се само 3. Многу работи би им кажал, што сум ги научил од Ali jedan Od savjet treba. еден, Jedan savjet. само еден. Da. Да почитуваат и да ценат. А ти, Девито, кој совет би го дал? Pa ja bi dao savjet deci da nauče da igraju, da kad dođu u neku emisiju da nije problem da ustanu odmah. Da ih ne bude sramota ko mene. Добро. Лука, како ти се допадна одговорите? Топ, супер си беше се. Ви благодариме многу на Па, Девито ви одговорите. благодарам многу. Сега, ајде, тоа што Девито сакаше постојано да се зборува во емисијата е всушност нештото и за кое што сме денес сите заедно собрани. 22 ноември е концертот кој што ќе се случува во Јане Сандански. Односно, Девито прави по подолг период, не по подолг период, ова е прв голем солистички концерт. Nije, imao sam još. Солистички? U Makedoniji ili? A, u Makedoniji da, veliki koncert, da, solo, da. Imao sam pre koncerti i sa Teodorom, i sa Đalom, i sa Bubom, i svašta nešto, da. Solistički je prvi, da, veliki. Што ќе се случува на 22 ноември? Pa najveći show u Makedoniji. Какво највеќе шоу? Па тука не ми покажа како се игра? A, pa tamo treba da dođu da vidi kako igra. Pokani. Fair. Кани? A, pa ne, svi su već pozvani odavno, nema šta, 22. novembar, arena Jane Sandanski, odlična energija, pozitivna energija pre svega. Jedva čekam da vidim Makedoniju i njenu publiku posle recimo 2 godine, 2,5, 3. Uželeo sam se baš, tako da jedva čekam, bit će band po prvi put, novi zvuk, novo sve, novi album. Ni prošli album nisam pevao u Makedoniji. Tako da, jedva čekam da Makedonija čuje sve to i da pevamo zajedno. To je to. Пак ти ќе бидеш гостин? Да, јас ќе имам устика. Дали ти е, те пример, чести, дали ти Да, нормално. сакал да го направиш истото што го прави и Девито? Нормално мислам дека секој артист сака Ja да има jedva čekam da концерт. čujem, Која? kako se zove, samo sekund, ona... Da si nebojna. Бела? Da, to je. Ајде. Ќе слушнеш, да. Може ли вака сега, не сакавте да играте, не сакавте ништо да правите, Сега ќе не сакавте тера да ми пееме, говорите, 100%. барем да запееме нешто за да ми почне сезоната. Ако не ми запеете ништо, да си одам дома и да дадам отказ од работа. Може ли? Јас не знам што се случи, Девито го напушти студиото, не сака воопшто да пее, не сакаше да игра, но како и да е Пајак тука не остана. Тој кажа дека на концерт ќе сме го слушнале сите, ќе присуствуваме. Пајак, ќе ни запееш ли барем ти? Да, бе. Барем, ајде, нека ни тргне како што треба. Новата песна му да веш. Може, ајде, че Рефрен. приклучени си и ти, заедно со нас Македонија, ви благодарам што бевте заедно со нас. Се гледаме следна недела 19:30 часот и го слушаме Може. Пајак како за крај. Ајде. Се лави, само говори се лави, касно бараш причина да сме едно ти и ја. Само ти не ми даваш мир, биди среќа нечија, не сме едно ти и ја. Прашам, леле. Некако ми се измеша сите прашања. За во Македонија и од мене вечерва имам... Ке ме утепам. Нема шо. Ja se ne smijem tebi, ja ne znam. Не. Девито, Ајде, може. Се расплака. Не ги слушај. И да се смеат, не ги слушај. Да, готово е. Da, neću više.
Ја нисам ништо слушao, искрено да кажам. Јас сум се концентрисao да се не смеем. Šta je bilo pitanje? Како се осеќаш данас? Evo, raspoloženo, odlično. Да. Možemo ovo ponovo, još jednom. Ajde da probamo. Ајде. Искрено. Ајде. Ajde. Ајде. Ајде, кјут. Ajde.